Утрово започна дистрибуцијата на избирачките ливчиња за предстојните парламентарни избори в недела. Членовите на Државната изборна комисија го презедоа материјалот кој се насочува кон општинските изборни комисии низ државата. Представниците на ДИК, поделени во неколку групи, ги доставуваат избирачките ливчиња до општинските изборни комисии. Истовремено од општинските изборни комисии се доставува и останатиот доверлив материјал. Првиот човек на ДИК, Александар Чичаковски, вели дека нема дополнително испечатени гласачки ливчиња, но и дека не се соочуваат со некои поголеми технички проблеми. Сакаме да ги демонтираме заеднички сите информации за наводно дополнително испечатени гласачки ливчиња. И сакам јас лично и сите членови на Државната изборна комисија да ги увериме сите граѓани дека организациона техничката подготовка на изборите е под целосна контрола на Државната изборна комисија. Од страна на Државната изборна комисија немам утврдено никакви технички проблеми во однос на организационо техничката подготовка на изборите. Единствено помали технички проблеми имавме во апликацијата. За истото јавноста и граѓаните на Република Македонија беа навремено информирани. Апликацијата во текот на денешниот ден и претходните денови е функционална и граѓаните може слободно да ја користат. И од печатницата Киро Дандар отврда дека се е направено според прописите. Околу пласираните дезинформации за некакво печатење на 80.000 гласачки ливчиња мимо договорот со ДИК, оштро реагирам и изјавувам дека под морална и материјална и кривична одговорност дека таква работа нема во нашата фирма, дека се е по пропис направено и дека квалитетот на печатење во максимални горни граници. Немаше никакви технички проблеми, во рекорден рок се изработија, тие неполни 7 дена, мислам се заврши целокупниот избирачки материјал. Општинските изборни комисии треба денеска најдоцна до сабота да го достават доверливиот материјал до избирачките одбори. Новитет на овие избори е што за прв пат во изводите од избирачкиот список ќе има фотографии од гласачите.